Стопирана е изградбата на објектот спроти Министерството за надворешни работи од градежната инспекција на општина Центар. Откако пред 2 дена поради дефектна канализацијска цевка, поголемо количество вода се излеа во ископна градба која се наоѓа во близина на МНР. Овластениот градежен инспектор на општина Центар донел решение за прекин на градба, а инвеститорот да се пренасочи на работа на обезбедување на земјиштето и на соседните објекти. Се испитува дали инвеститорот има изготвен елаборат за заштита на градежната јама. Од друга страна, од СДСМ денеска обвинија дека градбите од Скопје 2014 се опасност по безбедноста на граѓаните. И покрај сите провизии, и покрај сите докази за лошо спроведените планови за градба, досега никој не понесе одговорност. Што уште треба да се случи за да некој понесе одговорност за загрозување на безбедноста на Скопје? До кога граѓаните на Скопје ќе стравуваат од најобичен дожд? Постои ли план за заштита на градбите крај Вардар? Јавноста мора да знае дали некој од објектите од овој мегаломански проект представуваат закана за општа безбедност. Затоа и ги повикуваме сите институции да дозволат непречен пристап на новинарските екипи внатре во подрумите и темелите на секој од овие објекти, за да може граѓаните да ја видат реалната состојба како тие изгледаат. Ископот за нова зграда што се наоѓа веднаш до зградата на МНР се наполнил со фекалии бидејќи компанијата која гради направила несоодветно поместување на фекалниот колектор, објаснуваат од Водовод и канализација. Ова јавно предпријатие кое работеше на испомпување на водата, најави тужба за изведувачот и ќе бараат оштета за направената штета и за санирањето на истата.